Вчера и официјално на спортскиот центар Јасмин Кавадарци, кошаркарите на Фени Индустри ги започнаа своите подготовки. На пресконференцијата која притоа беше одржана оде на ова спортско место каде што многу кавадарчани го наоѓаат своето место за спас од горештините, а истовремено да спортуваат и рекреираат. Со најповиканите луѓе, тренерот и играчите на кошаркарскиот клуб Фен Индустри разговаравме и ги најавивме идните засилување и очекувањата на нашиот суперлигаш за наредната надпреварувачка сезона. Денеска започнуваме со припремите. Среда, како што кажа, среќен ден. Се надевам дека добро ќе ни тргне оваа сезона. Со играчкиот кадар во моментот не сме комплетирани со тоа што ги чекаме двојцата за засилување од Америка на центарска позиција Блеер и Дейвис. Треба да пристигнат рано изутрина. Од утре на вечерашниот тренинг ќе ни се приклучат. Се приклучи денеска дојде исто засилувањето од Србија Адам Мирковиќ. Тука се од ланската сезона Андреј Магдевски, Јане Петревски, Предраг Пајич и Горијан Марковски. Имаме од младиот тим на Фени Индустри Милан Милков и Кицев и уклучивме уште 3-4 нови имиња, млади деца од Кавадарци, Мелов, Златев и Коцев. Оваа екипа сега што е ќе ја задржиме, може би да видиме понатаму како ќе биде распоредот на преварување, каков ќе биде резултатот, али мислам дека може да се појачаме уште со едно плюс засилување, што е еден нов играч. Ако најдеме домашен играч, ја секогаш сум првенство им давам на домашните играчи, али во моментот тоа што го имаме, мислам дека би требало да бараме играч од страна. Секој играч колку што вреде, тоа и го доби оваа сезона, секој играч има клуб, ретко овака да има сите македонски играчи да имаат во овој период од годината да имаат клубови. Очекување најпрвен влез у Суперлига, па после влез у 4. Секако дека наша цел е да влеземе во 4-те, али да играме, лани не го исполнивме тоа, ни фалеше една победа, али мислам оваа година дека ќе го исполниме тоа ветување пред јавноста и ние што си имаме, ние како тим што си имаме дадено некоја цел. Го осетивме на купот кај што беше преполна салата и во полуфиналето и во финалето. Ни беше огромна поддршка, огромен ветер у леѓа и мислам дека оваа година се надевам дека ќе се врати таа публика и со тоа што имаме многу кавадарчани во екипата, им даваме шанса на младите играчи. Мислам дека би требало да се врати таа публика што ни е од голема поддршка. Стручен штаб останува. Јас сум Рџиев Манев, исто кондиционен тренер е тука Томче Андоновски кој што работи со нас више колку повеќе од 9-10 години. Мислам дека оваа екипа може да направи добар резултат. Подготовките се во Кавадарци, се одвиваат горе на стадионот на Тиквеш, сабелешните тренинзи таму, оваа недела и наредната, негде околу 10 дена. Вечерашните тренинзи се тука во спортската сала Јасмин. Имаме закажано добри 2-3 турнира надвор од Македонија. Се надевам дека ќе го организираме и Димитар Ѓорџиев, каде што ќе поканам добри екипи и ќе овој припремен период со без повреди се надевам ќе заврши во најдобар ред. Ја најмногу би сакал тие двајца играчи што се наши играчи од нашата академија што потекнуваат да прераснат веќе во играчи кои што може да ги бранат боите на Фени. Тодор Златев е повикан во првиот тим. Он е младо дете. Ова е многу големо искуство за него, голем елан, мислам дека со многу работа може да биде добар кошаркар. Оваа сезона сите имаме негде по 4-5 македонски играчи кои што имаат играно македонското првенство, други имаат по 3-4 странци, каде што и Куманово, и Гостивар, исто сега се приклучува и Блокотехна. Ќе ги издвоиме овие 3 клуба што се преваруваат во Јадранска лига и во Еврокуповите, Работнички и Карпош Соколи се, мислам дека направија многу квалитетни екипи, али ние што сме тие 4-5 тима што сме со оваков ростер, би се бореле за тие 3 места за во Суперлигата. Со оглед на тоа што екипата се уште не е комплетирана, во текот на денешниот ден или утре се очекуваат уште 20 нови играчи, така да со нивното пристигнување ќе имаме комплетната слика за играчкиот кадар и за тоа како ќе изгледа екипата во текот на сезоната. Амбициите на Фени се секогаш високи. Јас во оние играчи што ги познавам, со кои што имам настапувано, верувам во нивните играчки квалитети и сметам дека со
адекватни странски засилувања дека ова екипа ќе има висок дострел. И останатите екипи не се уште целосно комплетирани, така да сметам дека МЗТ работнички Соколи во овој момент највеќе ветуваат во однос на играчкиот кадар, а ќе тоа понатака ќе видиме во текот на сезоната. Со оглед на тоа дека Стајич си отиде, мислам дека Андре имаше мала повреда, сега е тука вратен, сега е со нас. Мислам дека ќе имаме подобар успех од претходната сезона. Значи ни преостанува сега овие припреми да ги поминеме како што долико, како што треба. Се надевам дека здравјето ќе не послужи, нема да биде како претходната сезона, што се деца некои пехови што имавме. И тоа е тоа, мислам дека ќе биде подобро.